Пропаднатата акција Планина со која требаше да се фатат наркобосовите, а не само малите риби, за министерот Спасовски е успешна, иако обвинителката за организиран криминал Вилма Рускоска претходно оцени дека подадена дојава избегале главните играчи. Спасовски не одговори за фотографиите на кои тој е седнат на маса со наркобосовите. Оваа фотографија натера јавноста да зборува гласно дека директно министерот е поврзан со наркодилерите. Ова Спасовски никогаш не го демантираше, па ни денеска. Кога ги погледнеме резултатите, јануари-март 2020 година и јануари-март 2021 година, тоа се два периоди во кои што раководат двајца различни министри со Министерство за внатрешни работи. Во јануари-март, кога раководеше министерот ВМРО ДПМН, вкупно детектирана и заплената дрога 14,8 килограми. Сега во овој момент детектирана заплената 558 килограми дрога. И не само тој, на фотографијата е и братот на премиерот Вице Заев, високи полициски службеници, како седат на заедничка маса со сомнителните ликови. Иако Спасовски бега од одговор, обвинителката Рускоска сама се кажа дека некој крт во МВР им дојавил на дилерите дека треба да бидат фатени, па ги спасил. За жал, како што кажав, фатени се само продавачите, но обвинителството располага со доволно докази и за наркобосовите и јас се надевам дека во брзо време истите ќе бидат фатени и изведени пред лицето на правдата. МВР под Спасовски е целосно неспособна, обвинува опозицијата, а системот не функционира. Наместо да се борат против организираниот криминал, Спасовски и Пендаровски се сликаат со најголемите представници, велат од ВМРО ДПМН. Со ова велат од опозицијата, друштвото на врвот на власта со наркобосовите и сликите по социјалните мрежи им дава сила и влијание во подземјето. Од Грчец личени од слобода беа 13 лица, меѓу кои еден малолетник. 9 од нив завршија во притвор, тројца во куќен притвор, за едно лице со определени мерки на предпазливост. Од Газибаба во притвор завршија 8 лица, а по едно се трага. Од обвинителството велат дека за сите осомничени кои не беа пронајдени при акцијата и кои во моментов се недостапни на органите на прогонот, распишана е меѓународна потерница.